Вистина е дека во јули Македонија произвела повеќе електрична енергија отколку што потрошила, што представува редок случај на енергетски суфицит и позитивен сигнал за стабилноста на домашниот енергетски систем. Според податоците на Државниот завод за статистика, вистина е дека вкупното производство достигнало 458.478 мегават часови, додека потрошувачката била 421.489 мегават часови. Вистина е дека домакинствата остануваат најголеми потрошувачи, со 227.525 мегават часови. Вистина е дека и покрај енергетскиот суфицит, најголемиот дел од струјата доаѓа од термоелектрани и комбинирани централи, што ја потврдува високата зависност од фосилни горива. Хидроелектраните учествувале со 80.293 мегават часови, а вистина е дека уделот на обновливите извори се уште е скромен. Сончевите електрани дале 47.661 мегават часови, ветерните 24.006 мегават часови, а биогасните само 3.606 мегавати на час. Вистина е дека загубите во мрежата, 54.551 мегават часови, се поголеми дури и од целокупната продукција на сончевите електрани во јули, што отвора сериозни прашања за ефикасноста на дистрибутивниот систем. Вистина е дека билансот на трговија со електрична енергија бил позитивен. Земјата увезла 114.930 мегават часови, но извезла 151.919 мегават часови, што укажува на солидна позиција на регионалниот енергетски пазар. Кога станува збор за другите енергенци, вистина е дека потрошувачката на природен газ е намалена за 13,9% во однос на лани, додека потрошувачката на јаглен останува висока, најмногу за производство на струја. Вистина е дека е забележано зголемување од 14,1% во потрошувачката на нафтени деривати, која достигнала 112.946 тони. На крај, вистина е дека иако домашното производство на струја ја покрива потрошувачката и овозможува извоз, македонскиот енергетски систем се уште е далеку од одржливост, поради доминантната улога на јагленот и нискиот удел на обновливите извори.